следам го неговия развой, пъщо възстроим се и други работи. Втора работа, што е много добро изигра, они се работят с Горан Кръстев, значи все заедно работят. Горан Кръстев има фирма Јавор и Делукс инженеринг. И парите ги вложува. Горан после делат. Али за много кратко време со изградбата на Глобал много добро ја изиграа. Значи без тендери, без нищо, без ова зона. Таму Зоки Гарначална, вие ги таму съветници около него. Селото земјиште не беше купено, имаше проблеми со инициализација и се живева. Значи огромни проблеми имаше. И денеска мислим дека немате имотни листови тие дуќани. Али пошто имаше таму дуќани од привремен карактер. И сега тие што се во приватна собственост нема проблем. Но тие пошто ја знаат целата шема и гледат дуќани што се речеме како пример Треска, Скопје во стечај. Таму веќе е друга фирма, значи не е приватно, може да играат. И баш ми кажува, баш седевме во ресторан, дека некој така го вика еден стечајен судика старче, еден стечајен управник, извини, постар човек, као некој стечајна судика, имали си уши постариот закон за стечај, многу лесно може да се продае тоа, без да оде на најте кога се продава стечај, треба да има или јавна лицитација или тендери ова. И ми кажува така дека горе-доле некаде, мислам дека или Горан, или брат му на Зоки Заев го купува за 100.000 евро просторот. И тоа е привремен карактер. Али потоа прави замена, значи, со фирмата што го гради Глобал, за 100 квадрата добива 150 квадрата во новиот веќе долен простор на приземје и нормално пошто станува збор за Зоки Заев брат му, се дава како најубавиот дел, што е на кјошо да семафорите. И мислам дека тоа некаде одма го продадува за околу 450.000 евра, така да од таа сделка сигурно имате околу 300 до 350.000 евра чист кер. Брат му на Зоран Заев, тоа е Зоран Заев.